конечно го реализираме денеска ова гоштување па јас би рекол неколку седмици договарање со делот, јас би рекол тимот на Природонаучниот музеј. Веројатно и знаете дека имаше и изложба на почетокот од овој месец, одбележување на вековното ехо и она што значи еден пулс во градот, во близина или веднаш до Скопската зоолошка градина, за која што и говоревме пред неколку месеци оттаму. Така што и Природонаучниот музеј денеска го запознаваме одблиску преку разговорите кои што ќе имаме со Ивица Заркадов, кој што е директор на Природонаучниот музеј, Бијана Гаревска, виш кустос во оделението за палеонтологија, Илијана Стефановска, виш кустос во оделението за ботаника, така? Так, простете, и Ивана Здравевска, едукатор во музеот и ваше прво појавување на телевизија. За да видиме што е поголема темата. Се шегувам. Вистина ми е многу драго што јас и Цеца можеме да бидеме и обсерватори на она што вие го работите, како одделенија, еве, искрено го знаеме, можеби, нели, како објект, ги знаеме витрините, ги знаеме дел од изложбите, меѓутоа не знаеме дека постојат толку одделенија. И меѓу другото ќе кажам дека од фосили стари милиони години, што беше и одекната информација токму на вашите социјални мрежи, не предизвика дополнително да ве повикаме, конкретно за исчезнати животински видови кои што некој пат чекореле по нашата географија и земја, па се до интерактивни работилници, што и можеби Ивана најмногу ќе нотира, што ги инспирираат можеби на најмладите. Вистина, Природонаучниот музеј не е само место каде што се чуваат овие експонати, туку се на некој начин и жива училница за науката, за историјата и за иднината. Оно што можеби најмногу не радува сите е дека годинава ќе добиете едно модернизирање, особено што можеби да биде интерактивна алатка за младата популација. Но и за привлекување туристи. И туристи. И мислам дека ќе се сложи дека последните 2-3 месеци како никој пат не сме имале толку многу атрактивни содржини кои што се поврзани со музеите. Така е. Така што официјално добро дојдовте во утринската телма и првпат всушност и примерно да имаме во волкав број. Мислам дека има и зошто. Сепак 100 години не е мала бројка, затоа рековме денеска ќе опфатиме од се помалку колку што можеме во следниве минути. Ивица, што значат 100 години, еден цел век постоење и функционирање, многу работи скриени во музеот, достапни и за македонската јавност и за посетителите. Велиме одбележувањето допрва доаѓа на овој голем јубилеј, но што досега се случуваше во рамки на оваа 2026? Како една природна меморија на нашата земја. Да. Вака прво да кажам добро утро, благодарам за поканата. Поздрав до вашите гледачи. 100 години за нас значат премногу, а значат општо и за Македонија постоење на 100 години на Природонаучниот музеј. Тоа е еден век грижа за природата и едукација на младите како да ја чуваат природата и да се грижат за неа. Иначе 100 години е еден голем јубилеј и до сега имавме многу активности, имавме многу работилници. Се случува многу работи, сега но и допрва до крајот на годината ќе се случуваат. Филм е во подготовка, рековте? Да, подготовка е филм кој го изработува Македонската радиотелевизија и ќе имаме еден голем новитет, ќе правиме ние така кажана магична соба, каде што ќе има визуализација на целата просторија. Ќе биде многу интересна, прв пат видене на овие простори. Кога ќе се влезе внатре, повеќе луѓето ќе влезат во некоја друга димензија. Ќе се навратат во некое друго време во минатото. Неколку милиони години наназад ќе се навратат и ќе биде многу интересно. Да, овие се исклучително, јас би рекол, интерактивни денеска дигитални алатки, да речеме со тие ласери, сензори, баш некако да се поврземе можеби со ехото од минатото. Меѓутоа, за оние кои што не знаат, Ивица, Природонаучниот музеј е основан во далечната 26-та по иницијатива на доктор Станко Караман. Што мислите, ако тој денеска влезе во музеот, што најмногу би го воодушевило? Ако низ метафора вака би го поставам прашањето. Дека се одржува се уште една конзистентност на... Да, музеот како е, значи, ова е од 70-та година во оваа зграда е музеот. Пред тоа не бил во оваа зграда, значи бил на повеќе локации.
почетокот на првите изложби во оваа зграда се 70-та година. Диорами, значи зградата е правена точно наменски за природонаучен музеј. Тоа мора да го истакнеме, пошто тоа е многу важно. Така се направени сите витрини и диорами што ја доловуваме природата точно на самото место во музеот. Значи, точните фрагменти ги имаме во природата. И како што претходно зборевме, ваков музеј многу ретко ќе начекате по светот. Значи има и поубави музеи, има и дигитализација поголема, има и све напред технологија што оде. Меѓутоа, Пошто е куриозитет? Вакви музеи со вакви диорами, со вакви фрагменти, све повеќе и повеќе се губат. Значи, раритетни се, ама се губат повеќе, че ги нема. Еве, како што може да забележите и на фотографиите. Да, ова е дел од птиците, меѓутоа на другите фотографии. Нека да прочита, вели Природно-научниот музеј денес чува повеќе од 300.000 примероци. Како податок, вие сигурно многу повеќе ќе знаете, вие нели генерали, од природното богатство на Македонија и затоа представува една од можеби најзначајните институции во самата земја и веројатно импонира да се биде дел од тие ходници и таа богата архива. А ќе ве поправам, не се 380.000 Тоа е примероци, бројка, да. каде што се изложени во витрините и диорамите околу 4.000 примероци. Тоа е тој 1% за кој што се пишуваше низ медиумите. Да, тоа е 1%, меѓутоа опатено е све што постои на поднебието на Република Македонија. Освен што имаме една мала изложба на екзотични пеперутки и инсекти, другото све е поднебието на Република Македонија. Одлично. Билјана, ви споменавме и зад камери дека една од причините која што некако не интригираше да ве поканиме, да се запознаеме малку повеќе со вашата работа и дело, генерално со работата на Природонаучниот музеј, беа новите откритија или она истражување кое што вие не откривте дека веќе 12 години поред го правите во Долни Дисан. Тоа е Централна Македонија. Малку повеќе за гледачите ќе ни објасните каков е тој простор, зошто е толку интересен за истражување, бидејќи последните ископувања открија дека газели, антилопи, жирафи и мастодонти некогаш живееле и чекореле таму. Што се случува, зошто е важен толку многу овој проект кој што има веќе 12 години поред велите ископувате во тој дел од Македонија? Ние импресионирани бевме дека во, како рековте ви, од 5 до 10 квадратни метри се најдени толку многу фосили и траги. Се започна во 2013 година, јас тогаш бев волонтер во Природонаучниот музеј и се почна со геомапирање и истражување на палеонтолошките локалитети низ Македонија. Секако најважна беше комуникацијата со локалното население од сите тие места. Како најактивна локална заедница се покажа заедницата во село Долни Дисан. Или во Неготинско? Во Неготино, да, кој што на секое пронаоѓање на одделна коска вообичаено се дојавува во Природонаучен музеј и тимот одеше на истражување. Па така почна и редовно да се истражува тој локалитет. Уште кога станувате волонтер, практично тој дел географски од Македонија стана многу популарен. Географски, да. Во музеот веќе имаме одамна податоци од далечната 84 година за истражување на тој простор и продолживме. Продолживме од неколку причини. Прво, во 2017 година најдовме најмногу фрагменти од мастодонт, Херолофодон. Обично наоѓаме еден зап, фрагмент од вилица, фрагмент од стапало. Таму се случи да најдеме повеќе фрагменти, значи комплетно стапало, комплетна рака, комплетна нога, комплетна долна вилица. И така возбудата растеше, да се оди се почесто и почесто таму на терен и да се истражува. А инаку, кои се можеби најчестите, да речеме, освен ова, палеонтолошки локалитети кои што вистина кријат неверојатно богатство? Вие велите дека неверојатна е традицијата сега која што имате воспоставена како релација со локалното население, кога, да речеме, тие во своите земјоделски, да речеме, активности, знаат често пати со своите, да речеме, нели, возила на некој начин да додека ја обработуваат. Така, да најдат на коска. Значи, Македонија има многу палеонтолошки локалитети. Околината на Велес има село Караслари, село Чалошово, поранешната фабрика Киро Чучук, поранешната фабрика Чашка, потоа во Неготинскиот дел се Тремник, Долни Дисан, Вешје,
Во Валандово имаме локалитети Прстени, Башибос, во Делчево, Стамери, Звегор, така да има доста палеонтолошки локалитети, горе-доле сите се со иста старост, значи крајот на Миоцен, односно со датирање тоа е 9 до 8 милиони години старост. Каква беше годинава можеби за пронајдоци? Годинава беше многу плодна за пронајдоци. Кога би рекли нели за Да. земјоделието ќе кажеме нели плодна година, така можеби за вашето деление. Би сакала да напоменам дека веќе 10 години соработувам со палеонтолозите од музеот во Софија. Воедно таму и мојот ментор. Секоја година доаѓаат во Македонија, правиме заеднички истражувања. Пред 4 години тимот се прошири со професорот Дейвид Беган од Универзитетот во Торонто, кој што е експерт за човекова еволуција, а од пред 3 години веќе имаме соработка и со Институтот за човекова еволуција од Лајпциг. Така да сега истражувањата покрај вообичаеното пронаоѓање на газели, антилопи, носорози, мастодонти, сега малци истражувањата отидоа во една насока на истражување на хоминизите. Поради доказите кои што веќе се пронајдени во Грција, соседна Бугарија и Турција, кои што се однесуваат на хоминиди малце постари од оние африканските кои што ги познаваме. Тоа би значило датираат од 7,2 милиони години. Да. И сега истражувањата се насочени да токму тие пронајдоци бидат најдени и кај нас. Сега зошто останавме во поради поднебието, бидејќи тука гравитираат. Поради поднебието, да, меѓутоа и поради друго. Стратиграфијата на теренот беше испитана, седиментолошка анализа, покажува исти резултати со локалитетот Азмака во Бугарија, каде што се пронајдени тие хоминидни примероци. Потоа фауната која што ја пронаоѓаме на терен, која што гравитирала со тие хоминидни примероци, ја најдовме и на нашиот локалитет Змијовец во село Долни Десан. Така да истражувањата завршија пред една недела. Се уште не ни се конзервирани видовите, значи ќе потрае тоа. Тоа ќе се работи. Колку трае процесот на конзервација обично за да се задржи нели во една добра форма, за да нели нема. Процесот трае долго. Да. Затоа што вообичаено има многу материјали, а сите од нив се секако подеднакво важни. И процесот трае долго. Нашиот препаратор уметник Дарко Базерко, тој е еден од главните кои што перфектно ги конзервира фосилите. Така да ќе му треба време. Да, на што подлежи обично да речеме пронајдокот од фрагментот, да речеме и самиот фосил, која е процедурата да се зачува во таа форма, на што подложи? Кога ќе се пронајдат на терен, за да не биде во ерозија и понатаму. Да. При првото ископување со самиот допир со воздухот тие оксидираат и почнуваат да се распаѓаат. Значи првично лепење се случува на самото ископување. За да ги заштитиме и да ги донесеме во Природонаучен музеј, најчесто се прават гипсови, односно се гипсира материјалот кој што е пронајден и потоа се транспортира во Природонаучен музеј каде што внимателно се чисти и се зачувуваат сите фосилни остатоци. Затоа е процесот долг. А инаку дали може вакво откритие од Долни Десан ги изненади и други странски научници, дека баш имаме поднебе кое што е многу интересно и возбудливо можеби за други биолози, палеонтолози кои што работат во Бугарија. Колку се ретки и воопшто можеби билја на ваквите локалитети во Европа? Па не се ретки во Европа ваквите локалитети. Соседна Грција, соседна Бугарија, Турција изобилуваат со вакви локалитети. Дел од оваа пикермиска фауна стара 9 милиони години ја има и во Шпанија, има и во Франција. Има најстариот локалитет е во Русија, така да застапена е пикермиската фауна. Меѓутоа како основа и најмногу разнообразие е Балканот. Значи Македонија пред се. Прекрасно. Да, Ивана, еве, ако зборуваме за сите овие работи кои што се многу интересни, гледате и за мене и за Марко, како мали деца сме возбудени да прашаме се што ни интересира. Сакаме прашањето на нашата публика, така што колку навистина овие информации се интересни за децата. Вие сте едукатори, тој им го пренесувате на младите и веројатно секогаш велиме треба тие здрави генерации и навики кај децата да ги создаваме во рана возраст. Тие се фасцинирани од музеите генерално, од коски, од се што е изложено, да речам, кај вас, но како ги восприимаат овие информации?
Значи, дефинитивно, делот од палеонтологија остава најголем впечаток кај децата, и не само кај децата, кај сите посетители. Значи, кога ќе ги видат бивните од мастодонтот, кои се 3 метри, значи, сите остануваат воодушевени во тој дел и не веруваат дека овие животни потекнуваат од територијата на Македонија, дека се наше природно богатство. Значи, интересно им доаѓа да ги слушнат сите тие податоци, да дознаат зошто ние повеќе немаме слонови на оваа територија, немаме газели, немаме антилопи. Значи, да го проследат целиот тој целата таа значи промена на животниот свет кој се случувала, еволуцијата на животниот свет кој се случувала Што во најчесто минатото. прашуваат? Најчесто го бараат с мастодонтот, значи го мешаат со мамутот. Значи тука правиме јасна дистинкција мамут и мастодонт дека се две различни животни во кој период живееле. Ги бараат диносаурусите кои ние ги немаме во Македонија, па ги немаме изложено во музеј. Не сме ги нашле. Да се поправам, не сме ги нашла. Значи, генерално, тоа сакаат да видат, интересни им се животните, значи, кога ќе ги видат во нивните природни големини, кога ќе можат да застанат до мечката, бидејќи такво искуство најверојатно никогаш нема да имаат. Да. Ивана, дали денес можеби младата популација знае повеќе факти, иако не е толку конектирана можеби со природата? Знае да ви изненади, вие рековте зад камера дека од прво до пето деление веројатно највозбудливо вие кога имате, да речеме, таа популација или таа возраст? Значи, дефинитивно имаат предзнања, некогаш точни, некогаш не точни, од социјалните мрежи читаат. Меѓутоа, значи, музеот им нуди можност да ги одблизу да ги видат и да ги визуализираат работите. Се до тоа знаење, без разлика дали е од социјалните медиуми или е од книга и од теорија, да можат да го визуализираат и да го видат полесно да учат, полесно да ги меморизираат работите и да им остане подолго трајно во сеќавањето. Кој експонат најмногу ги воодушевува младите посетители искрено? Па ги спомнав бивните од мастодонт, дефинитивно. Дефинитивно. Од другите, навистина не можам да издвојам, затоа што се во музеот скапоцено и... Да, си представува уникатност на свој начин. Значи, рисот исто така, ја веќе го издвојам, затоа што во шума никогаш нема да го видиме. Мечката, значи, овие големи животни кои се и за помалите, значи, подостапни и повидливи. Сега, Лијана, ќе ме поправите со информациите, сега нели ги наоѓаме со цеца од интернет, и ние сме лаици, меѓутоа вие ги знаете, нели, архивите и податоците и самите генерали. Некаде прочитав дека всушност имате околу 3500, само да го најдам, вели вака. Македонија е дом на исклучително богат растителен свет. Дали е точно дека растат повеќе од 3500 растителни видови, што тоа на некој начин говори за богатството на Македонија? Да, точно е. Нешто повеќе е бројката, поголема е бројката. Значи, некаде околу 3700 видови на растенија, да, и тоа од висшите растенија, од кои што доминантно место имаат скриено семените растенија, значи тие се со најголема застапеност на територијата на Република Македонија, понатаму голосемените растенија, па пратите и мововите. Значи, генерално, Македонија се одликува со исклучително флористичко богатство и овдека би кажала дека и степенот на ендемизам е значително голем. Значи, се одликуваме со висок степен на ендемски видови, точно така. Бројката е нешто повеќе од 120 видови кои што се, да речеме, до сега откриени. Еве и овдека јас да се надоврзам на колегите и да кажам дека ботаничкото оделение е едно од најстарите оделенија формирано во рамките на
музеот. Тоа е далечната 1959 година официјално. Дали вашите почетоци се во музеот, работни и искуствени, во поглед на кариера? Па во поглед на кариера да, но потоа еден дел работев околу едукација, бев во оделение за едукација и сега сум повторно како кустос во оделение на располагање за посетителите па и за јавноста. Се сеќавам дека пред извесен период нагости ни беше Диме Меловски, ќе потсетиме за сите, може да ги гледате сега како сите репризни издания на нашата YouTube страница на Утринска на Тилма и говоревме за специјалноста. Денот беше посветен на денот на пеперутките и тој знаеше да спомена дека и Македонија изобилува вистина со неверојатно богатство од аспект на инсекти, меѓутоа знаеше да нотира на тоа дека има некои загрозени видови, особено дека тоа е недозволиво да речеме за оние кои што нели ги ловат чисто ради хоби. Меѓутоа, колку да речеме Лиена и кои растенија денес можеби се најзагрозени, ако би рекле од овие 3800, би можеле, не знам дали е соодветно да кажам, да исчезнат пред нашите очи, ако не ги заштитиме? Има такви, значи тие се водат и како строго заштитени видови, критично загрозени видови. Јас можам да кажам дека дел од нив посетителите и можат да ги видат, односно се презентирани во форма на хербаризирани растенија и во нашите постојани поставки. Значи, веќе споменам неколку од нив. Тоа е алшарската темјанушка, едно преубаво растение со виолетови цветови кое расте само на еден локалитет. Значи, тоа е околината на рудникот Алшар, понатаму овчеполската жалфија, која што се сретнува само во регионот на овчеполието. Понатаму имаме еден вид на Маријаново лале, тулипа Маријане, кое што расте во Македонија само на еден локалитет, тоа е Орлово брдо, повторно Свети Николско и така. Интересни ли се овие податоци за бројката? Луѓето од странство, за посетителите? Се интересираат ли туристите, странските туристи, сега зборувам, кои што ве тргнуваме од себе, кога ќе појдеме во некој град, најчесто првиот избор за нешто интересно да направиме во градот е да посетиме некаков музеј. Дали вашиот музеј е едно од местата каде што доаѓаат често туристи и се интересираат за работите или растенијата или животните кои што некогаш живеели или функционирале, па и растенија кои што се уште ги имаме на исклучиво на ова поднебје? Да, значи можеме, особено во последниот период е зголемена посетеноста на странски посетители, така што се најмногу фасцинирани? Па еве ова што претходно го зборувавме, тоа е повторно дел од палеонтологија, да, тоа е навистина фасцинантно, но не дека и другите делови се занемарени. Да, апсолутно се е интересно за нив. И така и треба да биде. Билјана, кога ќе се спомне вашата професија, ние пред малку рековме за жал дефицитарна. Вие сте можеби на некој начин ја наследиле од вашиот дедо. Сега во моментов сте вие единствена и прашање дали ќе има некој кој што нели вас ќе ве наследи. Малку тажно се чувствам кога гледам дека не предизвикува внимание и интерес, нели можеби самата професија. Тоа е по вокација, толку е дистинктивна, ама значајна за Како сметате дека можеби би можеле да им се доближи и на младите? Сега е ера на нови генерации, нови професии, меѓутоа ова е нешто што навистина е многу значајно за целата планета Земја, за целиот живот тука. Да, јас на многу начини пробувам да доближам палеонтологијата до општата јавност, па и некој да пројави поголем интерес кон сето тоа. Во текот на оваа година ќе излезе и книгата за фосилите на Македонија, која што опфаќа општ геолошки дел, опфаќа дел од фосилните растенија, опфаќа дел од безрабетните фосили и секако најголемата група која што јас ја истражувам, тоа се фосилните рабетници. Се надеваме дека таа книга, откако ќе излезе, интересот можеби ќе биде поголем, меѓутоа едноставно терените не се воопшто лесни.
Да, еве баш во моментов го гледам и видеото каде што се ископуваше во долни дисан, но тоа не треба да биде пречка, Билјана, не се лесни. Просто ова е гипсирањето, Тоа е гипсирањето, да, тоа е гипсирањето. Тоа е првото чистење кога се стигнува до фосилот. Што гледаме во моментов? Ова е долна вилица од жирафа. Интересно. Што вака од работи што сте ги пронашле најмногу ве фасцинирало? Тоа беше череп од фосилен конј, хипарион. Тоа е долната вилица од истиот вид. Рековме од која година проценката е? 9 до 8 милиони години старост е пикермиската фауна, а тоа што ние го бараме изминативе неколку години ќе продолжиме е 7,2 милиони години, тоа се хоминидни примероти. Чекај само се извини, има ли нешто што најмногу ви изненадило кога сте, да. Па да. На пример за прв пат на терен пронајдовме еден вид мастодон Grand incisivus кој што недостасуваше во нашата мастодонска колекција. Изненадувачки затоа што се разликува од неговите сродници по формата на бивните. Уште поизненадувачки беше токму на овој пат кој што е снимен најден од тракторите кои што секојдневно го возат патот. Потоа имаме за прв пат пронајдено фосилен миоценски гуштер. За прв пат пронајдовме карлица од птица за која што се уште не е детерминиран видот, меѓутоа по својата големина можно е да е од ној. Значи тоа ќе се работи со експерт за фосилните птици. И за прв пат имаме пронајдено долна вилица од африкански мравојад. Значи тоа се нови видови за македонската наука, не се нови видови за А ова што велите ќе се работи со експерти, имаме ние експерти или треба да ангажираме? Не, вообичаено работиме со странски експерти, затоа што секој експерт во својата област ги знае најдобро своите фосили. Претпоставам дека при самите пронајдоци траги фосили знаете веднаш да процените дали стана збор за женка, за мажјак, за млад. Тоа е малце потешко, затоа треба подетални. Значи првично што знаеме е на кој вид припаѓа животното. Така. Веднаш правите категоризација некако? Да, правиме категоризација, да. Во однос на тоа мажјак, женка би требало да имаме комплетни, дали се тоа черепи, пред се мора да се черепи, кога би биле комплетни, кога би имале многу повеќе за истражување, тогаш веќе може да се истражуваат и тие полови диморфизми кај видовите. Инаку, кој во моментот фосил е најстариот кој што го има Природонаучниот музеј од сите овие години 100? Најстар, сите се исто стари. Значи кажавме 9-8 милиони години. Меѓутоа можам да кажам кој е уникатен. Јоши Гаревски, фосил на чита, која што е од локалитетот Караслари, објавена е во 2015 година и е единствен примерок во светот и го поседуваме ние во Природонаучен музеј. Лиљана, сега бидејќи сте нели вака ги мешаме работите, меѓутоа сите сте од самиот музеј, кое можеби растението, сакав да ја прашам, заслужува можеби светско признание или вака би рекол светска слава, а ретко кој знае за него, да речеме од нашето поднебје? Повторно ќе се навратиме на претходно што го кажав, тоа се и најголема вредност, ако тоа може така да се каже, се овие ендемични видови на растенија, ретки, загрозени и секако реликтните видови, значи растенија кои што се еве со исклучителна старост и како што и претходно споменав, дел од нив посетителите и можат да ги видат кај нас во Македонија, така што не би можела да издвам конкретно едно растение, да, тоа е таа една група на растенија и во изминатиот период токму и работата на оделенијата за ботаника беше насочена кон таксономски и цитотаксономски истражувања на ендемичните, ретките и реликтните видови на растенија на територијата на Македонија. Јас искрено се надевам дека и понатаму тоа ќе продолжи. Дали климатските промени се некоја реална закана и за овие? Па веројатно да. Се можеме тоа да го стравува дека можеби ќе исчезнат? Да.
Има такви случаи со одредени видови на растенија. Да, ги менуваат и природните циклуси на цветање, може би, да. През Панскиот регион, през Панското езеро, значи таму заради ова што се случува, агонијата, би кажала, со која што се соочува, за жал, тој прекрасен регион се претвара во едно мочуриште, значи добива карактеристики на мочуриште, па од тука се појавуваат некои нови видови кои практично не би требало да бидат присутни, а од друга страна исчезнуваат видови кои биле претходно карактеристични за тој дел. Сакаш ли да прашаме за светулките? Да, и кои што се во исчезвување. Не знам дали тоа ни е... И Диме го праша под Македонското еколошко друштво, бидејќи него практично канцеларијата му е природен терен. И го прашаме нели за загрозување на некој одреден тип на пеперутки, меѓутоа дека јас и Цеце практично деца се познаваме и знаеме дека во некои наши детски игри криенки друштво ни правеа светулките во најтемните подрачја во Скопје, што не е денеска некоја прилика повторно и слика да ја гледаме, особено во овој период. Може би последниве години, ако забележам, дали може би почиста средина, понебунтовна, нема нели метеш од светлина и така натаму градска светлина што го узурпира просторот, може би на водно сум забележал или да речеме на матка. Меѓутоа има некои делови инсекти кои што или растенија баш како што се истребуваат пред нашите очи. Имате податоци зошто тоа се случува? Се ова влијае, значи претходно што говоревме за овие климатски промени, ова урбанизација, да кажам, значи човекот навлегува во природните живеалишта на одредени групи на животни, сето тоа за жал влијае. Остава трага. Остава трага, апсолутно е видливо, така што и јас не сум ги забележала, не знам веќе колку. Да, тоа баш го нотиравме. Да. Инаку имавте на 22 април на денот на планетата Земја, што би го поздравил нели како акција пошумување на околината на езерото Младост, баш именувана како 100 садници за 100 години природен музеј. Садници јавор, автохт вид кој што значи природна раст на ова подрачје, вели јавор прилагоден на локална клима и почва. Исто така автохтоно, бара помалку вели одржување и многу поголеми шанси да опстане и да се развие. Ивана баш за ова говорела, баш наидов на тоа, со што го одбележувате на некој начин и нели работата на 100 години од природен музеј. Да, тоа е една од активностите по повод 100 години јубилеј, затоа и символично нели ставивме 100 садници. Со тоа и сакавме да допринесеме за едукација на децата кои беа дел од оваа акција. Значи тука учествува средно училиште од Велас, Кола Неделковски и извидничкиот одрад Димитар Влахов со цел значи локалната заедница да се едуцира и да придонесе за зачувување на животната средина, поточно Велешкото езеро кое беше опожарено пред 6 години. Значи недостасува да се обнови целата таа шумска површина. Затоа и го одбравме тој регион. Да, интересно. Јавор автохт вид кој што автохтон вид, значи пред се сакавме да кажеме дека при такви акции за садење треба да се практикуваат садниците да бидат автохтони, тоа значи да бидат значи природно да растат на таа територија, за да можат да опстојат и да подобро да опстојат, да. Инаку ја гледам и Вања дека ни е подготвена, па ајде Ивица може да ве прашаме, бидејќи Вања ќе ни се вклучи со Билјана Карамачовска, која што е виш кустос во оделението по минерологија. Какви се оделенија други содржи? Ве велиме палеонтологија, ботаника, минерологија. Што се има друго? Значи има, се извинам. Има, значи, сите оделенија кој е застапен животинскиот и растителниот свет, како и геата. Има оделение за палеонтологија и геологија. Имаме оделение за инвертебрат, односно безрбетници, кои ги изучуваат полжавите, глистите. Добре, интересно. Имаме оделение за ентомологија, каде што колегата ги изучува инсектите. Потоа имаме оделение за орнитологија, каде што колешката
се грижи за птиците. Мислам, ги изучува птиците, не се грижи. Да. И оделение за вертебрата, каде што се изучуваат арбетниците. Сега тука многу има сегменти, подгрупи, затоа секој кустос има една проблематика, мада се грижи за комплетно. Ние видиме дека добро е што ви имаме како кустоси, всушност како чувари или бастионите на овој музеј. Ајде уште еднаш ве предофицијално нека да заокружиме. Најважно е дека по повод и овој вековен процес на работењето на Природно-научниот музеј, дека ќе се модернизира и дигитално обогатува. Тоа всушност го најавивте пред извесен период, дека на некој начин имате стратешко партнерство со една од нашите банки која што ќе ја подарат идејата и рековте Magic Room или магична соба во Македонија. Што може друго да најавиме, Ивица, како модернизација? Може да ни кажете дали за филмот кога може да го очекуваме и кога ќе биде онаа централна прослава или одбележување, бидејќи рековте дека би било после летниот период? Така. Вака се, филмот се очекува да биде готов до негде средината на октомври, а прославата ќе биде на 26 октомври во Македонскиот народен театар. Може би ќе се поклопат датумите да има да, и ќе треба, така е направено и тогаш ќе има дел од филмот ќе биде прикажан, ќе има два вида на филмот ќе биде направен, едниот ќе биде пократка содржина, едниот ќе биде нормално 45 минути. Треба да се прикаже на самата академија, каде што ќе присуствуваат видни гости од светот и од Македонија секако. Мора да ви најавам дека работиме на еден проект, не работиме, меѓутоа аплициравме и во завршна фаза сме, ги поминавме сите филтри, сега сме во Болоња на завршно одлучување, ИПА програмата, каде што се фузиравме со повеќе музеи, така беше барањето од ИПА. Значи, тоа е меѓународен проект за VR технологија. Се фузиравме со музеи од Грција, со музеи од Италија, со музеи од Србија и нашиот природонаучен музеј, кој ќе биде лидер музеот на овој проект, кој ни помалце, ни повеќе вреди 1.200.000 евра. Значи, ова е прв пат ваква работа нешто, македонски музеј да биде лидер музеј на повеќе музеи, на дел од музеи кои се од Европска Унија. Се надеваме дека тоа ќе помине, таму е голема конкуренцијата и стварно многу работевме на таа работа. И да најавам, уште сме во преговори, меѓутоа се надевам дека 2027 година ќе успееме да донесеме една изложба, се уште сме во преговори со Аргентина, диносаурусите на Аргентина. Значи, таа е една фрапантна изложба која... Одма знаете дека ќе има многу интерес. Што се диносауруси во прашање. Специфични се просториите што ги бараме и други работи. Меѓутоа да ви кажам дека... А транспортот на тие експонати како оди? Значи, за тоа договорот многу тешко оди, со природњачки музеи од Белград договараме да го олесниме транспортот, со природњачки музеи од Подгорица договараме, значи да како би гостувало на повеќе места за да може да пројде. Мислам, таа изложба е 100.000 евра. Чисто вака да... Низ бројки. Значи, низ бројки не е ништо, али многу е добра, има визуализација, има како за податок, само да ви кажам дека во Белград, кога била пред 10 години, 150 до 200.000 посетители кои само 50.000 биле од Србија. Да, тоа е секако момент кој што ќе привлече многу туристи. Ништо, посакуваме да се оствари и да се случи и да биде навистина еден, да биде оваа 2026 убава, да се заокружи на најдобар можен начин, на оваа изложба да го доживее светлото во денот во 2027. Таман за Скопје 2028 се спремаме. Да споменам фокусот да го дадеме на оваа година која што можеби ќе потикне сите ние да бидеме чувари на нашето природно и културно наследство. Не знам дали некој пат Македонија и новата, ајде ќе кажеме, нели, по терминологиите кои што ги користат, нели, младите TikTok генерација е доволно свесна, можеби, Ивана, тоа можеби
соодветна е да го каже сосема за крај, дали младите сериозно се свесни за она што го поседува нашата земја? Ние се трудиме да секогаш им да ги освестиме, буквално, да. На секоја завршна едукативна прошетка ни стојат пораките дека обстанокот нив не зависи од нас. Јас секогаш додавам, а и нашиот вклучително. Значи, секогаш се трудиме да им објасниме и да ги едуцираме, да сватат дека навистина се што правиме го загрозува и нашиот опстанок, не само на природните живеалишта, на животните и растенијата. Значи, дека треба генерално да ги зачуваме вредностите и природните богатства кои ги имаме во Македонија. Кои се наше природно наследство и кое треба да остане за идните генерации. Не знам дали, еве, сосема за крај, дали редовно имате некакви средби со училиштата кај што би можеле да правите и презентација, интеракција, веројатно се потикне. Сега ќе ви кажам за тоа. До сега имавме со училиштата. Оваа година, нели, сепак е 100 години и стварно ми е чест да бидам директор на некоја институција која прави 100 години. Ги посетив сите градоначалници. Значи не одиме директно со училиштата моментално, училиштата на ниво на Скопје, претпоставувам. На ниво на Скопје, дури и Велес и Штип и Неготино, значи ги посетивме градоначалниците и со нив направивме еден меморандум за соработка со повеќето, сега не со сите. Меморандум за соработка, а они да ја уплатат влезницата за своите деца. Ако има 2000 деца по 50 денари, тоа се некои 100.000 денари или 6.000 деца Карпоши центар, 300.000 денари. И со тоа ние ќе им овозможиме не само еднаш да го посетат музеот, ќе им овозможиме колку пати сакаат во годината да го посетуваат, да одржуваат час со нашите експерти. Браво. И доколку треба и наши експерти ќе присуствуваат кај нив во школото за да им објаснат тоа што го работат во моментот. Значи не постои друг поинаков пристап. Концентрирани сме кон децата, кон училиштата да биде наш главен приоритет. И ќе посакаме што попозитивна, меѓутоа агресивна кампања која што ќе потикне за да на некој начин бидете присутни и на самите социјални платформи и сите субститути кои што денеска медиумот ги носи. Не беше исклучително драго да ве имаме. Се надевам дека гледачите уживаат како што уживавме јас и Барко како деца со прашања. Сигурно многу прашања имаат и тие. Јас дури на момент реков дали да вклучиме некој може би кој има прашање, ама немаме толку време. Нема толку време.